Во делот на пратеничкото прашање се уште немаме разговарано, немаме свикано состанок за оваа работа, заради тоа што очекуваме да завршат процесите во интеграциите, а тоа е пред 11 и 12 јули, тога завршува и нашето очекување за добивањето на поканата од НАТО алијансата. Веднаш после тоа државата ќе отвори дебатата, ќе го утврдиме веројатно и терминот за одржувањето на референдумот, референдумското прашање, стилот на самиот референдум и така натаму се што е врзано. Веројатно ќе останат рокови крајот на септември или почетокот на октомври, онака како што дефиниравме. За тоа ќе ни помогне секако и ДИК и другите експерти во парламентот, согласно пресметката на процедурите кои што постојат во ваквите постапки, конечно ќе донесеме одлуките. Јас сакам заедно сите политички чинители да одлучиме за оваа работа, со граѓанскиот сектор исто така. Многу е важно дали референдумот ќе биде консултативен или обврзувачки. Она што треба да знаат сите дека резултатот ќе биде задолжителен. Тоа значи, ако референдумот помине, сите ќе имаме задача да се поклониме пред граѓаните, да ја почитуваме нивната волја и да гласаме во парламентот, но и да работиме. После тоа и на реформите и на процесите кои што следуваат. А во делот на самата формулација на прашањето, секако дека во прашањето ќе биде договорот со Грција, секако дека ќе биде Европската унија и НАТО, но можностите и дали би гласале против договорот за Грција. Значи сите опции се отворени. Се во завис од тоа како политичките чинители ќе се усогласиме во државата и како тоа ќе биде известно, за да граѓаните добијат фер шанса да излезат, да се изјаснат онака како што мислат дека е најдобро за нивната идеја. Ја користам и оваа прилика да ги повикам граѓаните да гласат за македонската идеја. Тоа значи дека следно дали е обврзувачко или консултативно, допрва ќе биде одлучено. Се уште не е одлучено. Мислењето на граѓаните е дадено преку анкети и истражувања. Политичките представници на граѓаните, тоа е парламентот, сите политички субјекти и партии, заедно ќе пресечеме како тоа ќе биде, дали ќе биде консултативен или обврзувачки. Но резултатот од референдумот ќе биде обврзувачки. Ние им служиме на граѓаните. Од нив постоиме, од нив сме номинирани и секако должни сме да го спроведеме тоа што граѓаните ќе го одлучат.